Граѓаните на Кочани во наредниот период ќе мора да поднесат уште еден еднократен издаток што ќе го пропише општината. Тој се однесува за набавка на таблички со куќни броеви за објектите што се во нивна сопственост. Иако според одговорните во локалната самоуправа не би требало да се работи за голем трошок, сепак засега никој не знае колку точно тој ќе изнесува. Сумата ќе биде позната дури откако општината ќе распише јавна набавка и ќе биде избрана најповолната понуда. Со оглед на неколкуте давачки за кои одлуките ги потврди Советот, на последната седница имаше размислување за известно олеснување кон семејните буџети за набавката на табличките. Навистина мора да има некоја цена која што би била максимална цена до која што треба граѓаните да можат да си ги платат своите бројчиња. Да не се случи утре да и дојдат на сметките некои вредности од 500, 1000, 2000 денари на сметките за вода, да се чудат за што се тие пари, а ние советниците сите тука претходно сме ги изгласали. Во насока на помагање на граѓаните околу трошокот на кој би били изложени, имаше размислување и за можно субвенционирање. После добивањето на некоја цена која ќе се постигне на со тендерот, ние како јас предлагам, ние како општина Кочани, како совет на општина Кочани, тогаш да донесеме одлуки. Дали ќе имаме за социјалните категории на граѓаните ослободување или пак има некоја субвенција во кој ако се постигне многу висока цена, ќе има субвенција, можеме ние како совет тука да донесеме одлука да субвенционираме дел од како што субвенционираме јавниот превоз. Со оглед што се работи за метални таблички со куќни броеви, за кои законски се пропишани изгледот, димензиите и другите карактеристики, нереално е да се очекува висока сума за нивна изработка, рекоа од општината. Имаме неофицијален податок дека најниската цена на куќен број, на табличка со куќен број, би била негде околу 205 денари без ДДВ и без монтаж. Тоа е што во овој момент го располагаме неофицијално како, а јавната набавка ќе покаже сигурно нешто друго, имајќи ги во предвид параметрите и нели императиво како треба да изгледа и со кој квалитет таблата и табличка. Според предложената постапка за набавка на таблите со имињата на улиците и куќните броеви, наплатата од граѓаните би се извршила преку сметките за комунални услуги. За сега целата постапка е на почеток и нема определен рок кога треба да се реализира. Сепак останува можноста Советот со дополнителна одлука да помогне со известна субвенција од општинскиот буџет, доколку за табличките се постигнат повисоки цени од очекуваните.